Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добро дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Печатите во пасош одат во историјата. Од денеска на сила новиот систем за влез и излез од ЕУ. На премините кон Грција зголемена фреквенција, но не и хаос. За сега, како што можеме да видиме, нема гужва. Мислам дека така ќе биде и на грчката страна. Уопште не е било гужва. Мислим, чекали смо 5 минути. Пакистанската престолнина утре домакин на преговорите САД Иран. Дали времениот прекин на огнот ќе прерасне во траен мир? Унгарија на крстосница. Во недела Орбан ќе се соочи со најтешката битка за задржување на власта. I don't want to be the part of the Russian government. I like Europe. Ez most igazából választás, mert vagy megmaradunk ugye. Верниците ги наполнија храмовите за Велики петок, најтажниот ден во христијанството. Потиштен едноставно, со жал за Бога. Денеска е тажен ден. Денес така да биде денот посветен за Господ. Црквата испраќа порака за љубов и мир во времиња исполнети со војни и неизвестност. За историскиот подпис во Пијаченца, пораките поврзани со Христовото воскресение и предизвиците за христијанскиот свет. Во тема на денот, во живо од Италија, разговор со митрополитот Европски, владиката Пимен. Останете со нас, почнува Дневник. Првиот ден од употребата на ЕС, новиот систем за контрола на влезот и излезот од Европската Унија, помина без да предизвика хаос на граничните премини на земјава со соседните земји членки на ЕУ. Иако продолжениот викенд донесе зголемен број на патници, немаше подолги задржувања. Процедурата за фотографирање и земање оттисоци одеше брзо. Зоран Ѓорѓев беше на Богородица, ја гледаме сликата. Од денеска и официјално започна целосната имплементација на новиот дигитализиран начин на евиденција и контрола на патниците кои влегуваат во земјите на Европската Унија, а доаѓаат од земји кои што не се членки на Европската Унија. При евиденцијата од денеска печатите во пасошите официјално заминуваат во историјата, а евиденцијата се прави со земање на основните биометриски податоци, односно фотографирање и отпечаток од прст. Ние денеска се наоѓаме на граничниот премин Богородица, најголемиот граничен премин со соседна Грција, каде што вообичаено за празниците и продолжените викенди има зголемена фреквенција на патници, но во моментов оваа ситуација не е таква, затоа што најголемиот дел од патниците биле навреме информирани и кон туристичките места во Грција се упатиле уште во текот на вчерашниот ден. Но и покрај тоа, бројката на патници во последното деноноќе е зголемена за околу 30%. За тоа, какви се искуствата, колку долго се чека и од македонска кон грчка страна и обратно за патниците кои што од Грција влегуваат во Македонија, анкетиравме дел од патниците. Сите велат дека поминале лесно и без некои поголеми чекања и задржување на границите. Да, знаеме за новиот систем. Во Грција веќе сме го пробале, бидејќи бев пред неколку дена. За сега, како што можеме да видиме, нема гужва. Мислам дека така ќе биде и на грчката страна, но ќе видиме. Очекуваме 2-3 минута, сад колико сме стигли, така да очекуваме да ćemo брзо да проđemo. Чека се мало, али nije страшно. Како оди примената на новиот систем за електронска евиденција? Видjet ćemo kad bude bila veća gužva, ja mislim. Сега колку време чекате? Бога ми, едно 15 автомобила, пола сат, tako da ovo nije reper. Брзи люди, цело време се сликаме, цело време отпечатоци и тоа е тоа. Колку време ви треба? И на влез и на излез. На влез повеќе бидејќи бевме во друг ден, сега е лесно. Нема уопште гужви до овде, tako da uopšte nije bilo gužve. Mislim, čekali smo 5 minuta možda na ulazu u Makedoniju. Во текот на изминатиот ден, поточно во периодот од 12 часот вчера напладне па до денеска до 12 часот, само граничниот премин Богородица го поминале над 18.000 патници, од кои близу 7.000 се македонски државјани кои што се упатиле од Македонија кон соседна Грција. Со цел за нормален проток и на патниците и на возилата и за да нема поголеми задржувања, одновар информираа дека навреме биле превземени сите мерки и ставени во функција сите технички и човечки ресурси.
Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземени сите потребни мерки и активности, односно ставени се во функција сите расположливи материјално, технички и човечки ресурси со цел обезбедување брз и непречен проток на патници на нашите гранични премини. Воведувањето на новиот дигитален систем за евиденција од страна на Европската Унија има за цел подобра и полесна евиденција на дозволениот престој од 90 дена во период од 180 дена. На дел од граничните премини помеѓу Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина денеска се создаде голем метаж поради воведувањето на новиот систем за влез и излез ЕС. Според објавите во хрватските медиуми, на некои премини за влез во Хрватска се чекало до 2 часа, а автобуси со деца од Србија наводно биле задржани дури и по 10 часа. Проблемите се појавиле поради новите подолги процедури што ги носи системот, според кои патниците при влез во Шенген зоната треба да остават отпечатоци од прсти и да се фотографираат. Пакистанската престолнина утре домакин на преговорите САД Иран. Дали времениот прекин на огнот ќе прерасне во траен мир? Унгарија на крстосница. Во недела Орбан ќе се соочи со најтешката битка за задржување на власта. I don't want to be the part of the Russian government. I like Europe. Ez most igazából választás. Igazából választás, mert vagy megmaradunk ugye. Исламабад утре ќе биде во фокусот на светската јавност, откако пакистанската престолнина беше избрана за домакин на мировните преговори меѓу САД и Иран. По кревкото двонеделно примирие, двете страни доаѓаат со тешки барања, од ормудскиот теснец и санкциите до нуклеарната програма и регионалното влијание на Техеран. Иако Пакистан вложува огромен напор да посредува, останува неизвестно дали разговорите ќе донесат вистински пробив или само кратко одложување на нова ескалација. Пакистанската престолнина Исламабад стана центарот на светот по најавата дека таму утре ќе содржат мировните преговори меѓу Иран и САД. Белата куќа официјално соопшти дека во преговорите го испраќа подпредседателот J.D. Vance заедно со специјалните пратеници Стив Витков и Джерад Кушнер. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. Официјални информации за составот на иранската делегација се уште нема, но во Исламабад се очекуваат председателот на собранието Мохамад Галибаф и шефот на дипломатијата Абас Арагачи. Преговорите следат по договорот за двонеделен прекин на огнот кој Трамп го најави на средина од неделава. САД бараат слободен проток на нафта низ ормудскиот теснец кој се уште е речиси затворен, како и ограничување на иранските воени и нуклеарни капацитети и намалување на регионалното влијание на Техеран. По прогласувањето на победата во војната против САД, иранскиот лидер бара целосна контрола врз ормудскиот теснец со најава за воведување на такси за транспорт на нафта. Бараат целосно повлекување на санкциите, заедно со гаранции дека ќе нема нови напади и компензации за претрпената штета. I think some bridge, the existing mistrust which is there is a history to that. I think a lot of effort would be required, not just by the Pakistani or intermediaries who are involved or the interlocutors who are involved, but the entire globe. Товар на целиот процес останува Либан, кој натаму е под силни израелски напади во ситуација кога Техеран смета дека и овие територии треба да бидат опфатени со веќе договореното примирие, но експертите не очекуваат компликации. The question is Iran ready to throw away everything that they've accomplished so far in the diplomatic process for Lebanon and for Hezbollah? I don't think so. And I think that it's being used by the Iranians as an issue that can help them extract other concessions. Од вчера во Исламабад ниту пиле не може да прелета. Градот е под опсада на бројни полициски, воени и паравоени структури. Неколку дена затворени ќе бидат сите училишта и државни институции, а во владиниот кварт воопшто не е дозволено никакво движење. Но граѓаните на Исламабад не се жалат и се гордеат со напорите на нивната влада да ја запре војната. हम तो बहुत अच्छा देख रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है, आवाम के लिए भी अच्छा है, हमारी माशियत के लिए भी अच्छा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया
पाकिस्तान पूरी दुनिया में सरखरू हो गया। बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और उसका क्रेडिट जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है। Сепак договорениот прекин на огнот е кревок. Израел не е дел од процесот, а нуклеарното прашање останува отворено, па секоја нова ескалација во регионот може за неколку часа да го врати конфликтот на почеток. Во такви услови, според експертите, суштинското прашање не е само дали ќе се постигне договор, туку колку долго ќе трае, зашто и двете страни во моментов изразуваат само умерен оптимизам. Александар Спасовски, Сител телевизија. Неизвестноста и загриженоста растат на светските пазари во пресрет на утрешните преговори меѓу САД и Иран, додека нафтата повторно се доближува до $100 за барел. Ормудскиот теснец останува затворен, а инвеститорите внимателно следат дали разговорите ќе донесат смирување или нов шок за глобалната економија. Стравувањето од недостиг на нафта и гориво веќе ги нарушуваат пазарите, а предупредувањата се дека последиците може брзо да се почувствуваат и во транспортот. Православните христијани денеска го одбележуваат Велики петок, најтажниот ден во христијанството, посветен на Христовите страдања и распнувањето. Во храмовите ширум земјава верниците со молитва, пости и поклонување пред плаштеницата се потсетија на жртвата на Исус Христос. Во пресрет на Великден црквата испрати порака за љубов, мир и надеж како одговор на времето исполнето со војни, насилство и неизвестност. Велики петок, најтажниот и најтешкиот ден во христијанството, денот на кој Исус Христос бил распнат на крстот, претрпувајќи големо страдање. Христијаните овој ден го одбележуваат со строг пост, одат во храмовите каде се поклонуваат и протнуваат под плаштеницата, оставаат црвени јајца. Таква беше сликата и денеска во соборниот храм Свети Климент Охридски. Голем број верници дојдоа да се помолат, запалат свеќа. Вела денешниот ден ќе го одбележат мирно со молитва и пост. Денеска е најтешкиот ден за христијанството. И затоа ние во петок доаѓаме да се помолиме, да си запалиме свеќи. Па малку ужалени повеќе, потиштени едноставно, со жал за Бога. Така водам од црква на литургија. Ја денеска не работим ништо, вчера сум фарбала јајцата, денес така да биде денот посветен за Господ, што се вика, и се најубаво да ни дава. Денеска е тажен ден, да, и една голема радост што не очекува со воскреснувањето на Христос, кога се собира семејството, прославува со великденски ручек, со посети, убави денови. Денешниот ден е за споменување на страдањата Христови, моментите кога Исус ги живеел последните денови на земјата, објаснува отец Антонио. Исус дозволил да биде измачуван и погубен, да му помогне на човештвото да го победи гревот. Денес имаме и наутро и навечер специфични богослужби, долги богослужби на кои што се изнесува плаштаницата, тоа е едно платно на кое што е насликано погребението Христово и верниците доаѓаат во храмовите, се поклонуваат на плаштаницата, ја целиваат и се проднуваат под неа. Всушност ние плаштаницата ја положуваме на едно место соодветно во храмот кој што го нарекуваме гробот Христов, што го символизира неговиот гроб и се проднуваме под плаштаницата со цел да се спомнеме и ние за настанот што се случил за погребението Христово. И всушност на некој начин со тоа ние оддаваме почит за самиот празник, за самиот настан и во чест на Бога. Во турбулентни времења, каде преовладуваат војни, насилство и сиромаштија, во пораката на црквата овој Великден акцентот е ставен на љубовта, токму тоа што го проповедал Исус. Време е да се разбудиме духовно, да си ја согледаме нашата вера, да си препознаеме кои сме ние како православни христијани и што не учел нашиот Спасител. Еве, ги славиме неговите страдања, неговото воскресение, што Христос остави како аманет за нас христијаните и општо за човечкиот род и како ние да се раководиме во денешно време. Да си подадеме рака еден со друг, да се љубиме еден со друг, бидејќи Христос само тоа го проповедаше. Љубовта и разбирањето, почита, едноставно да се засакаме како што доликува на луѓе, на вистински христијани. Камбаните во храмовите не звонат се до утре на полноќ, кога верниците ја чекаат радосната вест за Христовото воскресение. Тогаш завршуваат и великденските пости, а христијаните празникот го слават во кругот на семејството и пријателите со мрсна трпеза. Верниците се поздравуваат со Христос воскресна, навистина воскресна и се кршат со великденски јајца. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Македонски духовен и социјален центар на 5000 квадрати среди Италија. За историскиот потпис во Пјаченца, пораките за Христовото воскресение и глобалните искушенија на православниот свет, во тема на денот во продолжение со митрополитот, Европски отец Пимен, разговара Мирјана Давидовска. За духовните пораки на Воскресението Христово, глобалните предизвици со кои се соочува православниот свет, но и за значењето на историскиот договор кој што го постигна Македонската православна црква овде во Пјаченца, Италија. Во овој дневник разговарам со митрополитот Европски, господин Пимен. Ви благодарам. Ви благодарам на тоа што одвоивте време да дојдете и да бидете дел од ова наше прославена, ова великденска нови великденски чествувања тука во Пјаченца во Италија. Ваше високо преосвештенство, во пресред сме на исчекувањето на најголемиот христијански празник, Воскресението Христово. Што ни носи овој великден во овие бурни времиња во кои што живееме денес? Великден, овој великден и секој великден кој што сме го прославиле, секогаш ни носи таа надеж за воскресение и дека надеж дека сите оние искушенија што ги имаме, што се зголемуваат во текот на великите пости, затоа што и благодата која што ја примаме е поголема, затоа и можеме да ги носиме тие поголеми искушенија. Со воскресението ни се враќа повторно таа надеж за вечен живот и за оно што треба да бидеме подготвени како христијани да се населиме еден ден од Царството Небесно. Се наоѓаме во Пјаченца, во Италија, каде што нашите македонски иселеници се навистина многобројни, околу 7000 се овде кои што живеат. Навистина витална заедница имаме. Колку е важно да нашите македонци, верници, го празнуваат заеднички сплутено Воскресението Христово, бидејќи црквата е на еден начин единствениот мост кој што ги спојува со татковината. Баш токму така. Значи, нашиот народ на заминувањето од својата татковина, без разлика кога и дали тоа се случувало пред 50 на години или ден денес, како што се случува со последниве бранови, со она малку што имал да го понесе со себе, ја носил својата вера. И секојаш копнела душата на македонецот за да бидат организирани во своја црква, да можат да ги чествуваат оние празници. И веќе имаме црковни општини на северот на Европа кои што прославија 50 и неколку години веќе заднив од нивното формирање, но формирањето и на нови црковни општини се уште се случува на тлото на Европа. Ова општина тука е една општина која што функционира веќе некои 25-6 години наназад. Општина која што е една, можеби од поновите, не од најновите, туку една од поновите, која се случило формирањето во 2004 година. И општина која што навистина бележи големи резултати, не само ради ангажманот на нас како црковни лица овде кои се трудиме да го собереме верниот народ во една црква, туку и тоа што, како што споменавте, имаме една голема заедница на мал простор. Можеби ваква концентрација на македонци да живеат во една општина како што е Пјаченца од 100.000 жители, да има околу 7.000 православни македонци верници, не е случај на другите општини. Значи ги имаме во другите земји можеби поголем број на македонци кои што живеат и организирани во црковни општини, но се почести црковните општини се собираат од неколку поголеми градови, се собираат во една. А тука имаме таа можност, значи да на мал простор да имаме голема концентрација на македонци и тоа го дава тој плод. Овде сме, јас се радувам што сум ова година овде за овој Великден, затоа што 2004 година уште не бев ни владика, бев испратен од синодот на МПЦ да се сретнам со нашинците тука и за да го потврдиме оној одбор кој што се беше формиран. И веднаш после великденските празници јас дојдов тука и дојдов токму во оваа црква, првата црква во која што служевме и
кога веќе испадна можност да се откупи оваа црква, но истина кога дојдов, кога ја препознав црквата и од надвор и од внатре дека е онаа црква во која што сме започнале, сме го направиле првиот чекор кон Господа Бога, ми беше јасно дека Господ Бог ќе ни возврати со илјадници чекори кон нас за тоа што го правиме. Денеска е голем празник, не само што е Велики петок, туку може да се каже дека на овој ден двојно се празнува, бидејќи нашите македонци овде конечно го финализираат договорот со кој што се заокружува имотното прашање на Македонската православна црква овде во Пјаченца. Потпишавте договор со католичката црква со кој што целосно го превземат и останатиот дел од имотот, околу 5000 метри квадрати, што е навистина една солидна бројка. Може ли да слушнеме нешто повеќе за овој навистина макотрпен процес кој што конечно го заокружувате денес? Секако. Само би те исправил за една работа. Не празнуваме денес, не се радуваме на двојно, затоа што е најтажниот ден во годината за нас христијаните, денот кога Христос ги расширува рацете на крстот за да не собере сите во едно, како што е тој едно со Отецот и Светиот Дух. Но се радуваме од друга страна, затоа што навистина правиме еден клучен чекор за оваа црквена општина, која што треба да биде пример потоа и за другите црквени општини како може да бидат организирани, како може да се изведе сето тоа. Споменав дека пред 24 години, 2004 година, прв пат кога дојдов во оваа црква се почна со богослужби, па потоа веќе почнавме да се организираме, отец Михајло од соседната црквена општина од Неиве да ги покрива со богослужби. Од време на време тука за големите празници да доаѓа свештеник од Македонија, но веќе не ја користевме оваа црква, туку да добивме една исто помалечка католичка црква на користење, која што се наоѓаше во центарот на градот и така почна да се собираат нашите луѓе за во еден момент да се создадат услови за да може да дојде редовен парохиски свештеник тука во ликот на отец Климент Мишан, кој што веќе со неговото доаѓање се зачестија богослужбите и се појави потреба да имаме и нешто свое, но и нешто поголемо од она што го имаме, затоа што ја спомнавме бројката која што е толку голема и е невозможно не собере за особено за Великден. За Великден секоја црква е мала, дури и ова ќе биде мала. За потоа веќе кога почнавме да размислуваме на тој начин дека треба да имаме нешто и свое, нешто и можеби поголемо, да испадне таа можност да добиеме наполно од оваа црква, да се купи овој храм и тогаш веќе и почнавме со почнувањето на постапката за купување на овој храм, веќе се преселивме во овој храм, почнавме со богослужбите во 2021 година. Со тоа што сме ние корисници на овој храм, пропратните објекти и онај спортски камп што го имаме надвор во нашето двориште, ни беше даден нам на користење, со тоа што плаќавме одредена сума на кирија према собствениците, према католичката црква, за потоа веќе да не се понуди и да го откупиме тој дел и веќе влегуваме во финализирање на тоа откупување, договорена е цената по која што треба да се откупи, начинот на кој ќе се отплаќа овој имот, така да навистина е ден за радување. Може би не се поклопува со радоста на што и тагата во овој ден кои се мешаат, но не зависеше од нас, туку зависеше од нашите домакини католичката црква, така да кога го понудија терминот не можевме да го менуваме или да го одбиеме. Би кажав во оваа прилика уште и така да е една благодарност до целиот македонски народ овде што се вклучува во оваа акција, што ја дава поддршката за купување и преуредување на новој храм, секако и ставањето во служба на целиот оној помошен простор што го имаме во функција за да можеме да придонесува тоа да само од себе да се отплаќа. Но би сакал да им се заблагодарам навистина тука на две семејства кои што одиграа може би клучна улога во купувањето на овој објект. Тоа се семејствата, двете семејства се Витанови, кои што поминаа низ една трагедија во нивните животи и во спомен
на нивните погинати деца во сообраќајната несреќа се донираше парите за купување на храмот, беа донирани токму од тие две фамилии во чест и спомен на Марија и Методи Витанови, и тоа навистина многу ни помогна да го држиме споменот на овие благочестиви деца кои ги загубија трагично своите животи. Наверуваме дека нивните имиња се запишани за секојаш во Царството Небесно. И затоа што во најтешките моменти кога требаше веќе да се собираат тие средства, не беше едноставно во тие моменти, веќе беше периодот на корона, само што беше зафатил така да веќе кога беше се застанато и ни беше навистина многу тешко да ги најдеме тие средства за да се почне. Откако се почне, потоа се состема полесно и еве како што можеме и денес да се радуваме, како што рековте, на тоа што ова е веќе наше, веќе приуредено, веќе прифатено од нас македонците како наш храм во кој што се вложуваат постојано и постојано со нивните даренија, дали е тоа на разубување на храмот или средства кои бидат донирани за да може да се откупува полека на тие рати оној пропратен имот што го имаме надвор. За ситуацијата со која што генерално се соочува светот, живееме на вистина во едно бурно време, со големи предизвици се соочува и православниот свет. Буквално има сериозни големи рестрикции за влез во црквата во која што се наоѓа гробот на Исус Христос во Ерусалим. Што значи ова за православниот свет пред? Па, ајде, да речеме дека вака не се чувствуваме меѓу нас кои сме некако далеко тој близок исток. Не го чувствуваме, може би, тоа освен стравот кој го чувствуваме од неизвестноста што ни се заканува, другите последици се уште не се чувствуваат, затоа што не сме некако врзани нити со нафтата, нити со ништо што доаѓа од таму, но секако таа неизвестност што би се случило со светот, што би се случило со оние христијани кои што воопшто не сакаат да влезат во тој спор меѓу народите кои што живеат таму, но сепак ги чувствуваат последиците, значи гинат на терени тие луѓе. И тоа е таа наша братска љубов, и таа наша братска болка и сочувствување со нив секако ја имаме. И во овој велик ден баш ќе се почувствува тоа, може би ќе намали и радоста на воскресение Христово, но како што реков на почетокот, веруваме па и во воскресението негово, и дека после воскресението секој едно искушение ќе биде далеко од нас. И она што загрижува е навистина што за прв пат се соочуваме со тој проблем за да биде црквата затворена во Ерусалим, црквата на Воскресението Христово, каде што се измолува благодатниот оган. Додеша беше и првата година од корона затворено, но сепак клирот беше дозволено на клирот да влезе и да го измоли тој благодатен оган, што верувам дека и оваа година ќе се случи тоа непречено. И дека тој благодатен оган ќе се расшири и ќе од таму секаде во онам каде што не има нас православните, и дека ќе не огрее таа радосна надеж на воскресението. Тоа е едно од Божите чуда за кои што сведочиме со години, ми рекла наназад. И она главна дилема која што се јавува токму околу благодатниот оган е што доколку не биме сведоци оваа година на благодатниот оган, на слегувањето на Јас искрено верувам дека ќе се има разбирање, како што се имаше минатата недела разбирање за католичката црква да биде отворена за клирот и на одреден број на верници да влезат и да го прослават воскресението Христово. Верувам дека истото ќе се случи и утре, и дека ќе не огрее тој благодатен оган, но преданието на црквата вели дека веќе ако не се појави тој благодатен оган, веќе се најавуваат тие последни времиња за светот, но спрема сите знаци, значи треба да бидеме секојаш така некако внимателни кон сите оние знаци кои што се случуваат во светот, но од друга страна па веруваме дека Господ Бог нема така преку ног да не лиши од неговата љубов и да го погуби светот, туку ќе воскресне без благодатниот оган и дека ќе не чува до крајот на светот. Ова е празник на надежда. Владико, накратко вашата порака до сите верници кои што ќе следат дневникот на Сител. Ете, јас
на сите верници би посакал Господ Бог да им дарува сила да истрајат уште овие 2 дена во подвигот на постот и подвиг преку која покажуваме љубовта кон Бога. И сите да имаме таа сила утре вечер да влеземе најпрвин на пладне да се зарадуваме на испрасувањето на благодатниот оган, а потоа да се зарадуваме и на воскресението Христово и да ги поминеме, да ги оставиме сите оние денови на страф и неизвестност зад нас и да се радуваме на тоа воскресение Христово, затоа што токму онаа радост што ја чувствуваме кога го објавуваме воскресението Христово, она кога затреперуваат срцата на секој еден верник, кој ќе ги чујат зборовите дека Христос воскресна и кој ќе одговорат радосно дека Христос воскресна, таа радост и таа еуфорија што не обзема е само предвкус на онаа радост што би имале во Царството Небесно, каде што би застанале лице в лице со Господа Бога, Света Троица. Владико, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Сител. Благодарам на вас и до следно гледање. Реки верници и туристи уште од вчера се слеваат во Охрид за великденските празници. Храмовите се исполнети со верници кои се молат, палат свеќи и оставаат црвени јајца, а градот веќе е полн со домашни и странски гости. Великденските празници го наполнија Охрид. Голем број верници од утрото во духовните светилишта на најтажниот ден во христијанството, Велики петок, денот кога Исус Христос бил распнат, се поклонуваат, оставаат црвени јајца, се молат и палат свеќи за здравје. Прво се разбира нашиве охриѓани локални, меѓутоа од година во година забележуваме се поголем тренд на посетители од најмногу од соседниве земји, од Грција, од Бугарија, од Србија и од Албанија, кои доаѓаат токму тука да го прослават Великден, но и исто не е за подценување дека голем дел и од луѓе што се надвор од Охрид, да речеме Скопје, Битола и така натаму, се чести или долгогодишни веќе гости на токму на овој празник. Црквите се преполни, речиси, да не се ни затвараат, значи постојано доаѓаат луѓе. Најбројни за 4-дневното прославување се домашните и гостите од нашето соседство, но актуелни за овој период се и кружните тури. Бројните цркви и културно-историските знаменитости остануваат магнет за туристите. Како прво ќе прошетаме ни стариот град, горе на Плаушник ќе се качиме до Света Софија, ќе отидеме и до останатите цркви. Многу го сакаме вашиот град. Македонија е прекрасна држава. Ние сме од Италија, многу убава земја, убав град, а и прекрасно езеро. Во Охрид секако, Охрид има понуда за секој време од годината и за секој празник. Не треба, поготово за верските празници, се знае како се обележуваат и не треба да има некои посебни дополнителни активности. Доволно е тоа што празниците ги чествуваме како што доликува, како што треба, во склоп на верата, во склоп на традицијата, така да сметам дека не треба ништо повеќе да се направи, да се збогати. Доволно е да дојдат да ги посетат нашите храмови, да одат на некој од црковните литурги кои што содржуваат, тоа мислам дека е сосема доволно. Од денес па се до понеделник, вторден, Великден, веќе се резервирани хотелите на ривиерата со туристи, покрај хотелските капацитети. Голем број има и во приватното сместување. Инаку празнувањата на Великден во некои од древните храмови во Балканскиот Ерусалим е посебно духовно уживање. Централната богослужба утре на полнок ќе биде во Свети Климентовиот храм на Плаушник. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Пролета носи сонце и потопло време, но и се повеќе алергиски реакции кај најмладите. Лекарите велат дека во педиатриските амбуланти расте бројот на деца со кивање, чешање на очите и носот, како и симптоми на алергиски ринитис и конјуктивитис. Предупредуваат дека кај децата со астма сезонските алергии може да предизвикаат и посериозни компликации, па апелираат на поголема внимателност и на времена заштита. Продолжениот празничен викенд речиси го испразни градот, но не и дежурните лекарски служби. Во педиатрискиот пункт во поликлиниката Битпазар синоќ имале околу 40 прегледи, претежно кај доенчиња и деца на 2 и 3 годишна возраст. Лекарите велат дека променливото време се уште е причина за горно-респираторни инфекции, но и алергиски реакции од полен.
се почесто ни е појавата на дечиња кои што имаат симптоми на алергиски ринитис, алергиски конјунктивитис, односно симптоми кои што дадат со едно кивање, чешање на очињата и носот, меѓутоа немаат некои особено, да речам, потешки симптоми, немаат покачена температура, имаат една серозна носна секреција, кивавица, меѓутоа тие се во добра општа состојба. Освен вообичаените симптоми, педиатрите предупредуваат дека пролетните алергени може да предизвикаат и сериозни компликации, како што е отежнато дишење и свирење во градите. Особено треба да бидеме внимателни во овој период од годината кај децата кои што имаат хронични обструктивни болести, а имаме доста такви дечиња, како што е на пример астмата, кај овие дечиња токму овие сезонски алергени можат да имаат особено влијание и да доведат до влошување на симптомите и појава на едни симптоми кои што дадат, да речеме, со една засилена кашлица, свирење во гради, отежнато дишење. Како превенција и заштита од алергените, лекарите советуваат да се избегнува излегување рано наутро кога концентрацијата на полен е највисока. Веднаш промена на облеката по враќање дома, како и одражување на хигиена на носот. Сања Димитровска, Сител телевизија.